Добро вечер, Сокот. Пишувам дипломски, магистерски, семинарски. Вакви огласи не само што има по веб-сајтовите, многу често знаат да осамнати и овде на факултетите, а студентите им ги нудат плагиатите на своите професори. Но често операцијата copy-paste ја има и кај докторите на науки, магистрите. На некои професори им стана пракса да препишуваат, но се уште предаваат. Колку пари можат годишно да бидат заработени од пишување на туги трудови? Зошто ниту полицијата, ниту инспекторатот, ниту министерството не ги санкционира овие луѓе? Код ги фати на дело. Изнајмувам стан за студенти, цена 200 евра. Давам соба под наем, цена по договор. Продавам книги, фотокопирам скрипти, нудам работа за студенти невработени. Своевремено огласите наменети за студентите изгледа вака. А сега? Изработувам семинарски, цена 500 денари. Дипломска без мака, пари на рака. Пишувам магистерски трудови, оригинал, а не copy-paste. Огласи 1 тон. Кога Котија започна оваа истрага, повод беа неколку огласи на интернет. За жал, огласите не беа шега, туку вистинска заработувачка. Па и јас, како иден магистар, се замислив да го истражам патот на платените академски, а не авторски трудови. Се јавив на огласите. Огласувачите не го кријат ниту името, ниту делото. Понудата е јавна. Се представив како студент. Прашав колку ќе ме чини една магистарска. Од другата страна на линијата добив многу сериозна деловна понуда. Бонус на изработката на скицава и на пријавава е 4000 денари комплет автоматски, како што се бара детално со пуснати цитати, анализи, комплетен магистерски труд. Значи трудот и пријавата? Не, бонус е не на пријавата, таа што е 15 страни, е 4000 денари. Добро. Во не се комплет евиденција како ќе пишувам предметна анализа, хипотези на истражување автоматски, се детално како што барат направен во Скопје. Човекот очигледно си ја знаеше работата. Ме распраша професионално за темата, професорот, но и начинот на пишување. На колку страни се договоривте со професорот? Па ми рекоа над 15 страни, минимум 15 страни. Не, во однос на пријавата знам дека минимум 15, ама во однос на магистерска. Па не, ми рекоа дека ќе ми направат дополнително консултации, затоа што се уште не сум одбрала ментор. Советување дека ќе му ги дадам потребните податоци, сакав да направам уште еден тест. Колку овие пишувачи се вистински или се измамници? Нарачал ли некој од колегите студенти до сега вакво нешто? Се уште не сме дошли до тоа, меѓутоа имаме начуено дека има такви случаи. Ја да сум не би прифатил. Не би прифатиле. Сите кои го прават тоа најчесто не се фалат многу. Беше со многу грешки, другарка ми е и свати дека даде пари за нешто што можеше многу подобро на сама си го направи. Јас не би сакал на друг трудот да стои името мое, не е фер. Тоа си е собствена работа, значи секој треба да ја заврши својата работа. Проверив и кај професорите. Знаат ли тие дека студентите може да им подметнат тук, а не свој авторски труд? Дури огласите некој се обидуваат да ги лепат и на наши информативни простори, ние се трудиме да ги тргнеме, а ние апелираме до нашите студенти да не ги користат таквите обиди, бидејќи пишувањето е, условно кажано, занае. Значи, ако ние се ги оспособиме нашите студенти на академско пишување, тоа ќе им овозможи во животот да најдете некоја поубава работа. На факултетот немаме никакви објави за можно огласување за пишување на плагиати, но во дело за дипломските, магистерските имаме одредени механизми како се спречуваат плагиатите. Но постојат и никој не ги казнува. Патот е лесен. По одредената тема следува средба, да се договорат деталите. Некои бараат аванс за да бидат сигурни дека нивниот труд ќе се плати. По само една недела, пријавата за магистерски труд е готова. Тоа е првиот чекор. Но може ли менторот да ве фати на дело? Мене ретко ми се случува, бидејќи во фазата на менторство, секој што ја кажеме, бараме од студентите да донесат литература, усно да ми раскаже зошто, како, да одговори на прашањата, со тоа на некој начин да проверам дали на вистина тој ја пишува сам или пак ја користи некој препис или па, ете да кажеме, некоја набавена, под наводници, семинарска од некаде.
од поставувањето на точките, што да се работи, како да се работи, што да се истражува. Значи, менторот има огромна улога во водењето на студентот. Тука се подразбира, значи, дека студентот треба да истражува, а улогата на менторот е да тоа што го истражува на прав начин и да оди во насока на научниот степен што треба да го добие, да кажем, дали е магистерски или докторски труд или евентуално и дипломска работа. Професорите не знаат колкумина од кандидатите ќе станат магистри со тук и труд. Нема реална бројка колку вакви огласувачи годишно ги нудат своите услуги. Уште помалку се познати податоците колкава е нивната заработувачка. Црниот пазар на академски трудови очигледно се исплати. Математиката на код го покажа следното. Доколку во еден месец се јават 4 студенти за магистерски труд, и ако секој од тие трудови чини по 100 евра, приходот е 400 евра. Попатно, авторот може да заработи со пишување семинарски, на кој што цената е 500 денари за една. Тоа се уште 5000 денари. А доколку има и по некој дипломец, тогаш заработувачката стасува и до 1000 евра. На овие пари, така наречениот автор не плаќа данок. Единствено што плаќа е огласот кој чини едва 5 евра месечно огласување. Прашавме во Министерството за образование зошто е дозволен овој нелегален бизнес. Конкретен одговор и конкретна казна нема. Ваква информација не само до мене, до целокупната јавност пристигнува и тоа се видливи информации. Морам да кажам дека за мене лично е тоа загрижувачки и застрашувачки. Податок од 4000 денари до 100 евра, јас од прилика 100 евра знаев дека е цената. Ние веќе еден известен период од кога сум овде во ова министерство го следиме ова како процес. И навистина е првенствено разочарувачки. Министерството за сега нема механизам како да ги казни лажните автори или вистинските нарачувачи на академски трудови. Се обративме и во МВР. Таму досега не е поведена ниту една постапка против ваков огласувач. Нема прекршок ниту кривично дело, затоа што никој не пријавил штета. Истите одговори ги добивме и во обвинителството, антикорупцијската комисија, финансиската полиција и управата за јавни приходи. Тие воопште не се занимаваат со ловење на авторите кои заработуваат на црно. Нема ниту тужби од физички лица. Јас сум студент и нарачувам магистерски труд од оглас кој што сум го видела на интернет. Лицето го изработува огласот, ми го дава трудот, јас го бранам и се магистрирам. Кој кол може да тужи во ситуацијата? Никој никого, заради тоа што оној кој што на вас ви го подготвил магистерскиот труд, за да се смета дека е автор на тоа дело, треба да стои со име и презиме. Бидејќи не е идентификуван како автор на делото, тој нема ни активна легитимација да се појави како тужител во одредена судска постапка, во која што ќе бара остварување на права, односно повреда на правата од Законот за авторски права и сродни права. Се обидов да договорам интервју. Што мислат овие огласувачи за својот бизнис? Загрижени ми се дека можат да останат без работа, но никој од нив не сакаше да застане пред камерата. Вела тоа за нив било антиреклама. Ало, Димитар. Здраво, тука новинарка од продукцијата на Снежана Лупевска. Ве барам во врска со огласов за семинарски работи, дипломски и магистерски трудови изработување. Па правиме емисија на таа тема, па дали би сакале да се видиме да продискутираме како ги нарачуваат, дали студентите во голем број ги нарачуваат и така натаму. Значи дека не прифаќате? Не спушти. До сега никој не бил казнат. Сепак ваквата можност не е исклучена. Имаме пропишани по тој член 348 од статут правилникот на УКИМ, каде што се смета за тешка дисциплинска повреда и казната е опомена, јавна опомена, исклучување се применува за учебната година во која е изречена, но затоа што како што спомнав, сепак ние се трудиме кај нашите студенти да ги јакнеме таа академска свест. Таквиот студент, потоа никој од колегите веќе не се нафаќа да му биде ментор за дипломска работа, на некој начин може не пишано е казна. Колегите од Србија и Хрватска исто така може да нарачаат труд. Цените се движат како и нашите. Некои дури даваат и попусти. Анализа, истражување, компарација и знаење. Ова се основите за добра магистерска. Треба да ги знаеш секој кандидат. Се обидов по покусиот и полесниот пат да застанам на едно скалило погоре во академскиот свет. Но сепак го одбрав потешкиот, имајќи ја на ум мислата на Теодор Рузвелт. Јас сум дел
од сето она што можам да го прочитам. Јапонска анализа прилагодена за Македонија. Германско истражување напишано од македонски професори. Ако ги видите плагијатите на некои од професорите, вас ке ве фати и срам и страф. Нив очигледно не. Кои се професорите кои се најистакнатите препишувачи овде во Македонија? Во оваа анализа се разработува метод на кружно движење кое се базира на GPS податоци, со цел да се пронајде најсоодветниот начин на туристичка промоција. Во ова истражување ние посебно се фокусираме на кружните движења на рентакар возилата, затоа што бројот на истите рапидно расте. Ке се потрудиме да ја докажеме ефективноста на предложениот метод преку експериментална употреба на GPS податоци, собрани од туристите кои се движат низ Хокаидо, Јапонија. Во оваа анализа се разработува метод на кружно движење кое се базира на GPS податоци со цел да се пронајде најсоодветниот начин на туристичка промоција. Во ова истражување ние посебно се фокусираме на кружните движења на рентакар возилата, затоа што бројот на истите рапидно расте. Ке се потрудиме да ја докажеме ефективноста на предложениот метод преку експериментална употреба на GPS податоци, собрани од туристите кои се движат низ Охрид, Македонија. Ова не е грешка во монтажата од екипата на Код. Текстот е само доказ како преку ноќ Јапонија стана Македонија, или поточно, како Македонија во една стручна анализа стана иста како Јапонија. Така са пороста на Охрид, Отару се претвори во Битола, Фурано е сега Струга, а Отешево Читос. Се досега луѓето од југозападниот дел на Македонија очигледно не знаеле дека се јапонци. Благодарение на професорката Устијана Шиковска, која предава на Охридскиот универзитет Свети Апостол Павле, Охридската околија доби јапонска анализа. Незиниот труд направен заедно со сопругот Јордан Шиковски, роднините Ристо Ришковски, Елена Петровска и Данчо Давчев е истиот на нивните јапонски колеги од Школата за информатика и наука на Јапонскиот универзитет во Хокаидо. Кога трудот на Ришковска бил ставен на интернационалниот пребарувач Turnitin, откриено дека дури 69% е препишан од јапонскиот. Но тоа не бил единствениот копи-пейст текст на оваа професорка. 72% плагијат се откриени во незиниот труд под наслов Локализација на вајрлес мрежата на сензори. 80% препишување во трудот Место и време на вајрлес сензор мрежите. Во сите овие трудови учествувала речиси постојаната екипа професори, сопругот Јордан, ректорот Данчо Давчев, со професорот Ристо Шиковски. Сите тие во 2011 беа обвинети за непотизам, нелегално превземање на функциите и незаконско отпуштање на странски професори од овој универзитет. Сето ова го обелоденија тројцата отпуштени странски професори на состанокот со тогашниот министар за образование Панче Кралев. Иако постоеја видеа од овој состанок, сега тие се избришани. Кралев тогаш најави дека случајот ќе го испитува просветниот инспекторат. Се е пријавено во инспекторатот, но до денеска нема никаква суспензија за професорите. Го прашав актуелниот министер Спиро Ристевски што знае за обвинувањата за плагијат на Шиковски и незините колеги. Ова е еден труд на автори во Јапонија, а ова е труд на автори од Македонија. Ако ги погледнете паралелно двата труда, ќе видите дека се идентични и дури овдека не само што се работи за плагијат на зборови, сето што е темно е препишано, туку и картите што се ставени, се карти кои што и сликите кои се ставени, се карти и слики од Јапонија дури, а не од Македонија. Дали сте имали увид во вакви материјали и дали воопшто му кажувате на ректорите дека им се случува вакво нешто? Да. Јас би бил смешен и несериозен пред јавноста ако кажам дека не знаеме дека има вакви состојби. Ние се обидуваме на секој начин ова да го сузбиеме. До нас исто стигнуваат до Државниот просветен инспекторат различни форми на пријави за слични вакви
фалсификати, не се само ова плагиат, и овде станува збор дури за класичен фалсификат. Ние имаме процесуирано неколку од овие пријави. Панче Кралев повеќе не е министер, но Устијана Речковска-Шиковска се уште е професорка. Го испрати од функција Кралев, го пречека Спиро Ристевски. Пред 10 дена, за време на посетата на министерот на Универзитетот за информатичка технологија, таа му посака добре дојде. Точна е констатацијата од ваша страна дека дел од овие професори се уште предаваат и покрај тоа што и управите, сенатските управи во рамки на соодветните факултети или универзитети го имаат истото констатирано. Од позиција на извршна власт ние не можеме во целост да се мешаме во автономноста на универзитетите. Сенатскиот одбор на универзитетот направил истрага и на 16 јануари годинава го донел следниот извештај. Ве информираме дека е откриен плагиат во следните наведени документи од страна на нашиот факултетски член, помошник професор Устијана Шиковска-Речковска. Деталите за плагиати се наведени подоле. Овој плагиат е меѓународен и за жал тоа може да го наруши угледот на универзитетот и академскиот кадар, стои во извештајот. Ја побара Устијана Речковска на Универзитетот Свети Апостол Павле. На веб-сајтот на универзитетот се уште е наведена како асистент професор, но од универзитетот ни кажа дека доаѓа мошне ретко. 2 пати испратив мејл на официјалната адреса од универзитетот. Адресата веќе не постои. Поканата за интервју се врати назад. Упорно го баравме и ректорот на универзитетот Нинослав Марина. И покрај пратените мејлови и телефонски пораки, и тој не се огласи. Останавме без одговор. Зошто и покрај пријавите од инспекторатот и сенатската одлука дека се работи за плагиат, Устијана Речковска-Шиковска се уште е професор. Добар ден. Извинете за предпатување што ве наоѓаме. Снежана Ставрова Веселиновска е професор на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Ја сретнавме на пат кон Тиват, каде учествува на конгрес на екологисти од Црна Гора. Веќе 10 години води судски спор против, како што вели, крадецот на незиниот докторат, некогашниот незин професор Илија Димовски и неговиот син Божидар. Ни судските лавиринти веќе 1 деценија се обидува да ја наплати штетата. Пресуда има, но правда не. Може би бев единствена, многу храбра и се уште издржлива, ама таа храброст не знам дали и колку треба да биде препорачена на другите, а на кој што им се има случајно, затоа што кога се знае како работи нашиот правосуден систем, жално и многу жално. Како експерт по биологија во 1995 докторирала со трудот дистрибуција на тешки метали во оризови и градинарски култури под влијание на наводнување со води од сливното подрачје на реката Брегалница. Но 7 години подосна, незиниот докторат повторно се нашол на рецензија кај професорот Љупчо Меловски, кој го препознал незиниот труд. Воопшто не бев свесна се што ми е било правено зад грб, меѓутоа сега практично превземање и копирање на трудот беше тоа? Само обично копирање, доставено како негов проект до фонд за води, си има наплатено 100.000 евра. Повела граѓанска и кривична постапка против Илија и Божидар Димовски. Тие не се појавувале на суд, се до моментот кога судот им се заканил со притвор. По 5 години паднала првата пресуда во незина корист, но бадијала. Добивте ли судска завршница и пресуда во ваша корист? Пресуда, обвинет тој и неговиот син Божидар Димовски со условна казна по 4 години, меѓутоа завршница на спорот се уште нема. Сега предметот е кај извршител. Професорката не може да си ја наплати штетата. Обештетување барате и колку? Барам, меѓутоа тој за жал сега нема ниту точак на негово име. Затоа што додека се водеше судската постапка, тој целиот имот го отуѓуваше, иако и располага со огромен број на станови по Скопје, куќи, коли, секаде, тој нема ниту точак на негово име и штетата не можам да си ја наплати. Професорот Димовски е во пензија, неговиот син ја има фирмата. Јавно не се огласуваат за пресудите за плагиат, односно кражба на авторско дело. Снежана Ставрова Веселиновска е една од ретките професори која се одлучила да поведе судска постапка против колега затоа што и го украл докторатот. Колку се оштетена? Близу 6 милиони денари. Адвокатите велат дека немаат многу работа во оваа област. Луѓето во Македонија не се свесни за правата кои што ги стекнуваат со одредени авторски дела. Мислам дека во најголем број случаеви
поради тоа што не се свесни, не можат ни да си ги остварат своите права кои што им се предвидени со закон. Законот дури предвидува и казнени одредби, глоби и така натаму, а се со цел за да се заштити правото на авторот. Законот пропишува казни, но праксата покажува дека треба да се крене свеста кај граѓаните. Нашето адвокатско друштво има искуство во оваа област, иако и морам да кажам дека сме едни од ретките кои што работат на оваа проблематика, особено имајќи го во предвид фактот дека и судската пракса е многу сиромашна во оваа област на правото. Пред камерата професорите не сакаат да посочат конкретни примери за кражба на авторско дело. Зад камерата се пожалија дека многу често се случува копирање на цели книги, па често на саимите за книги си ги читаат сопствените трудови, копирани и потпишани од друг автор. Книги од нашите професори се препишува и се користат од други автори во Македонија е присутна појава, тоа го знаеме. Сме се обидели да интервенираме, меѓутоа тоа системски многу тешко оди. Бидејќи станува збор за други факултети, приватни факултети кои што ги копираат нашите книги и се ставаат авторите, нели, од дадените институции. Сме имали таква појава, сме интервенирале, меѓутоа системот тоа не го заврши како што треба. Јас без сведок не би сакал да ги именувам на еден пример за еден превод кој што заврши позитивен епилог. Беше злоупотребен преводот на еден колега, за случајот доби судска завршница, беше платена штета за злоупотреба на авторското право, но тоа се ретки примери. Се уште некако свеста кај нашите колеги, кај јавност, кај авторите не е на тоа ниво, за да можат да формираат барем некакви издруженија или пак лично да си ги бранат своите авторски права. Операцијата Copy-Paste е една од наједноставните операции на Windows интеракцијата меѓу човекот и компјутерот. Се користи за префрлање на текст или податоци од извор до дестинација. Доволни се само 2 потега, па белиот лист ќе биде испишан и со туѓа научна теза. Така лесно стануваме и јапонци. Но за разлика од овде, во Јапонија, кражбата на авторски труд се казнува и до 10 години затвор, а во Македонија крадците добиваат не само титула, туку и пари. Без утврден систем на казна, никој не делува и сите си ја префрлаат одговорноста. Од Министерството за образование, преку Инспекторатот, до Министерството за внатрешни работи или Управата за јавни приходи. Никој до сега не регистрирал ниту едно кривично или прекршачно дело. Кој треба да ги казни препишувачите? Магистар со знаење или титула со пари? Доктор на науки со истражување или со препишување? Овие прашања се почесто се поставуваат кога некој ќе ни се представи како магистар или доктор на науки, а сомневањата се зголемуваат. Плагиаторите и фалсификувачите ја доведуваат во прашање целата академска заедница. Појавата на плагиаризам е загрижувачка и академската заедница многу посветува внимание на тоа, за тоа се користат различни механизми. Станува збор за научни трудови кои што треба да реално бидат изработени од академски работници кои што во следниот период треба да бидат основните двигатели на реформскиот процес на образованието. Поранешниот и сегашниот министер за образование барем се согласни дека плагиатите не се чести, туку дека има наплив на вакви квази научни трудови. Но за начинот како да се спречи плагиаторството, двајцата имаат спротивни мислења. Во овој софтвер досега се внесени илјадници документи, откриени се стотина плагиати. Системот ги пронаоѓа на трпниците. Ние во датабазата во моментов располагаме со отприлика околу 7.500 трудови кои што се внесени во истата и врз основа на проверки отприлика 125 труда се појавија како 100% обид за копирање, односно фалсификување. Софтверот од минатата година е филтерот, низ кој треба да минат сите испишани страници од еден магистрант или докторант, за да добие црно на бело дека не се кител со туѓи перја. Министерот Ристовски го фали софтверот. За Новковски, тоа се напразно фрлени пари. Тука е еден тежок апсурд кој што навистина треба да се отфрли. И од правен аспект, и од академски аспект, тоа е апсолутно, и парите се навистина
напразно потрошени, тие средства се од средствата за наука кои што требаше да ни бидат доделени за научни проекти, меѓутоа не ги добивме. Тие пари биле потрошени за нешто што е апсолутно непотребно, дури и штетно, создава нервози, меѓутоа никој од академската заедница не смееше да реагира. Очекувана е таа реакција во услови кога дел од професорите навикнати на својот комодитет во функционирањето создаваат кај себе создаваат отпор од причина што некој се обидел да стави ред во тој дел. Оној софтвер кој што е воспоставен е катастрофално лош. Јас не би го прифатил тоа никако семинарска работа, затоа што има страшни промашувања што не смел да биде пуштен во употреба. Коментарите, негативните критики и позитивните критики се нешто што нас не мотивира да продолжиме. Значи, битно е дека таа база искреирала известни, односно успеала да го раздрма делумно системот. Независно дали е доволно добра, помалку добра или одлична, ние во секој случај ќе продолжиме со таа. Новковски има еден куп забелешки за детекторот за плагијати. За плагијат се зборува кога има најмногу 100 збора во низа кои што се повторуваат во одредени трудови. Без тоа, апсолутно не може да се зборува за плагијат. Дури и неопходно е кога вие цитирате некои туѓи резултати, да земете одредени делови во иста таква форма, за да биде тоа кажано на истиот начин, за да не каже авторот дека вие лошо сте го интерпретирале. Овде дури се оди до таму што се прават споредби на само 2 збора, што апсолутно не е прифатливо. Плагијат не е лесно да се докаже. Во секој научен труд, авторот се повикува и цитира делови од туѓо дело, но тоа не значи дека тајно препишувал и дека си го додел како свој дел во истражувањето. Ако зборуваме за Ајнштајн, најголемиот придонес е равно МЦ на квадрат, а не се илјадници страни. Че вие ако споредувате, би можеле да кажете некој што направил гениално откритие што може да се каже во 2 реда, ги споредувате неговите 1000 страни и гледате дека се слични, а слични се затоа што сите трудови се пишуваат на сличен начин. Втора работа која се смени во законот е дека менторот не може да го оценува научниот труд на својот студент. И за оваа новина во законот, двајцата колеги имаат различни ставови. Значи, некој што е најмногу упатен на дадената институција, посебно во Република Македонија, каде што имаме ограничен избор на експерти од подрачјата, ние го елиминираме најупатениот во оценувањето и со тоа секако се прави дополнителен упат и се допушта да се намали квалитетот на оценувањето. Точно, менторот како фигура во креирањето на квалитетот на образовната надградба на потенцијалниот кандидат за известна титула е онаа клучна личност која што треба да придонесе за да тоа биде навистина на ниво издигнато, на кое што треба да биде достојно во рамки на образовниот систем. Ние во неколку наврати ги зајакнавме критериумите за тоа кој може да биде ментор. Набрзо следува, значи од следната година веќе се ограничува правото на тоа кој може да биде ментор. Ментори ќе може да бидат само оние професори кои што имаат објавувано трудови во меѓународно признати списанија. До пред 2 години, еден професор можеше да биде ментор и на 15 студенти. Од 2011 под повеќе од 150 докторанти примија некои факултети во земјава, се случи експанзија на доктори на науки. Сега критериумите се сменети. Еден професор може да биде ментор само на 3 кандидати годишно. Работата не е толку во таа бројка, туку во квалитетот на менторот, во познавањето на материјата и во почитувањето на компетенциите во дадено подрачје. Многу пати се случува менторите да бидат на подрачје кое што не го разбираат доволно. Во Македонија, судејќи според бројките, не е тешко да станеш магистар или доктор на науки. Од 2011 година звањето доктор на науки го стекнале 197, а во 2010 година станале 157 луѓе. Магистрите пак се на секој чекор. Во 2011 година се закитиле дури 1294 луѓе. Ристовски вели дека ќе се обиде да му стави крај на плагијаторството, се додека некој доктор на науки нема да зацрвени од и украл туѓ труд. Плагијаторството нема да запре. За ниедна смена или отпуштање од работа на ниту еден професор, според мене, нема да му представува толку голем проблем, доколку пред академската јавност или пред неговите колеги тој човек се прикаже или се докаже дека е фалсификатор, плагијатор и дека не може или не е способен да изработи еден труд. Во Македонија досега не е одземена ниту една докторска титула поради плагијат. Во Германија
Тоа и се случи лично на германската министерка за образование Анета Шаван. Титулата ја загуби и германскиот министер за одбрана Гутенберг, зашто голем дел од трудот препишал од книги и новински статии од други автори. Тој остана без својата политичка функција, а ловците на плагиати продолжија со потрага по дизертации на други познати политичари. Кај нас, ако почне овој процес, сигурно многумина магистри и доктори на науки ќе останат без своето МР или ДР пред името. Но прво, што треба и да се докаже дека нивниот труд го добиле со копи-пейст, а не како што велат старите, со мака до наука. И ваква може да биде нашата академска средина. Па еден ден ќе ни биде чудно кога во администрацијата, во медицината и во другите професии ќе најдеме луѓе кои не се подготвени да го остварат она за што учеле. Ви благодариме што и овој пат бевте со Коте.